Добре дојдовте на Мундијалски вести на Слободен печат. Заврши уште еден мундијалски ден, исполнет со изненадувања, неизвестни надпревари и резултати кои повторно ја раздвижија табелата во групната фаза. Фаворитите се мачеа, а аутсайдерите уште еднаш покажа дека на ова светско првенство нема лесни бодови. Шпанија непријатно го започна настапот на светското првенство, откако одигра без голови против дебитантот Зеленородски острови во надпревар од групата Х. Црвената фурија доминираше и создаде повеќе шанси, но не успеа да најде пат до мрежата. Најзаслужен за сензационалниот бод на аутсайдерот беше голманот Возиња, кој забележа неколку одлични интервенции, додека Феран Торес ја погоди пречката. Во второто полувреме Шпанија дополнително го засили притисокот со влегувањето на Ламин Јамал и Дани Олмо, но дисциплинираната одбрана на Зеленородските острови успеа да одолее до крајот и да освои историски бод на своето мундијалско деби. Во следното коло Шпанија ќе игра против Саудиска Арабија, а Зеленородските острови ќе се соочат со Уругвај. Белгија и Египет ги поделија бодовите во едно на интересните дерби од првото коло на светското првенство, ремизирајќи 1-1 во Сиетл. Египет победи во 19-та минута преку Емам Ашур, кој по асистенција на Мохамед Салах прецизно стрелаше за 0-1. Африканската селекција можеше да иде с големи предноста до паузата, но Тибо Кортоа спречи нов погодок. Во второто полувреме Белгија ја презеде иницијативата и до израмнување стигна во 66-та минута по автоголот на Мохамед Хани. До крајот црвените ѓаволи притиска за целосен пресврт, но најдобрата шанса ја пропушти Ромелу Лукаку, па надпреварот заврши без победник. Саудиска Арабија беше близко до голема сензација, но на крајот ремизираше 1-1 со Уругвај. По израмнетото прво полувреме, саудиците поведува во финишот преку Аламри, кој најдобро се снајде по корнер и ја затреше мрежата на Уругвај. Во продолжението избраниците на Марсело Биелса целосно ја презедо иницијативата и создадоа неколку добри шанси, а наградата стигна во 80-та минута, кога Макси Араухо погоди за конечни 1-1. Иран и Нов Зеланд одигра еден од највозбудливите надпревари во досегашниот тек на светското првенство, ремизирајќи 2-2 во рамки на групата Х. Нов Зеланд победи уште во 7-та минута преку Ели Джаст, но Иран изравни преку Рамин Розајен во 32-та минута. Во второто полувреме Джаст повторно стрелаше им донесе нова предност на новозеландјаните, но Мохамед Мохеби во 64-та минута ги постави конечните 2-2. По првото коло во групата Х владее целосна изедначеност, бидејќи надпреварот меѓу Саудиска Арабија и Уругвај заврши со идентични 1-1. Зеленородските острови направија сензација на стартот на светското првенство и одигра 0-0 против Шпанија. Во центарот на вниманието се најде дефанзивецот Роберто Лопес Пико, кој има необичен пат до мундијалот. 33 годишниот фудбалер некогаш работел како банкар во Даблин, а повеќе за репрезентацијата добил преку социјалните мрежи. Подоцна е напушил работата и почнал професионална кариера во фудбалот, играјќи за Бохемијанс и Шамрок Роверс. Лопес дебитирал за Зеленородските острови од 2019 година, по контакт со селекторот кој открил дека има семени корени од земјата. Денес тој е дел од историскиот успех против Шпанија и е еден од символите на тимот на мундијалот. Ојарзабал влезе во историјата на светските првенства, благодарение на Зеленородските острови, откако во првите 30 минути не ја допре ниту една штопката. Овој необичен статистички податок е без преседан од 1966 година, од кога се води ваква евиденција на мундијалите. Неймар среде светското првенство објави радосна вест и по пети пат ќе стане татко. Нивното семејство наскоро ќе стане побогато за уште едно девојче, кој ќе биде трето на двојката, а Неймар од претходно има уште две деца. Во видеото што го објави двојката се појавуваат нивните две ќерки, 2-годишната Мави и 11-месечната Мел. Дел од снимката е и 14-годишниот Дави Лука, синот на Неймар од врската со инфлуенсерката Карол Дантас. Во моментов Неймар се опоравува од повреда и го пропушти првиот надпревар против Мароко, а следниот предизвик за бразилците е дуелот со Хаити, кој е закажан за ноќта помеѓу петок и сабота во 2:30 по средноевропско време. Светското првенство ги обедини сите пред малите екрани и повторно ја разгора фудбалската еуфорија кај јавните личности во Македонија, кои за Слободен печат ги открија своите фаворити и прогнози за шампионот. Премиерот Христијан Мицкоски нема изразит фаворит, но им посака успех на земјите од соседството, додека Стево Пендаровски традиционално навива за Бразил. Панче Тошковски верува дека Португалија ќе биде шампион. Тимчо Муцунски ја поддржува Хрватска, но смета дека Франција е најголем фаворит.
додека Славјанка Петровска очекува битка меѓу Англија и Франција. Орце Ѓорѓиевски навива за Босна и Херцеговина, а Венко Филипче за Хрватска, додека Африм Гаше без фаворит ја извојува само репрезентацијата на Мароко. Весна Бендевска традиционално ги подржува Босна и брегот на Слоновата коска. Димитар Апазиев сега е за Бразил, а Максим Дмитриевски за аутсайдерите и регионалните селекции. Борко Ристовски верува во Шпанија. Марија Митева би сакала успех за Хрватска и Босна, а отец Антонија Апостоловски и Ненад Савески гледаат трофеот кај Аргентина и Португалија, додека Даниела Димовски владиката Пиме најголеми шанси и дават на Франција. Денешната мондијалска програма ја отвора Франција, која 21 часот ќе се соочи со Сенегал во дуел што носи големи очекувања и за двете селекции. Потоа, на полноќ од 12 часот играат Норвешка и Ирак, например во кој скандинавците важат за благ фаворит, но Ирак најавува цврст отпор. Во раните утрински часови, од 3 часот, на терен излегува Аргентина против Алжир, во еден од поатрактивните мечеви на денот, додека програмата ја од затвора Австрија, која 6 часот наутро се среќава со Јордан. Ви благодарам што и денеска бевте со нас. Гледате и утре и мондијалски вести на YouTube каналот на Слободен печат.